кога те прашав дали е 3-месечно или 7-дневно бебе македонец, они што одговори, ја ќе ти го давам ние Човек 80%. Човек 7-месечно бебе не е ни човек. 7-дневно бебе мисли дека рацете негови му припаѓаат на некој друг. Функционалната единка не е индивидуата, туку групата. Групата има свои инстинкти. На ниво на група се носат овие одлуки неретко подсвесно и инстинктивно. Ние сме многу поинстинктивни битија, но што ми си мислиме. Дали поинаку гласа човек кој што има интерес да ја одржи државата да функционира, или човек што него му е тоа гласал, не гласал. Дали поинаку гласа човек што зел пушка да ја брани државата од човек што се криел на Халкидики у 2001? Еве ќе ти кажам вака. Те прашувам дали поинаку гласат. Јас викам дека треба. не може да се Јас се залагам за владење на како му не може да се направи функционална разлика. Функционална разлика само помеѓу некој што мрзнел горе по шумите и некој што се греел на Халкидики у 2001 е истиот човек. Како не може да направи? Во квалитетот на тоа е функционална разлика. Значи функционална разлика не во однос на квалитетот на неговиот глас. Квалитетот на неговиот глас зависи од само од една работа, неговата информираност. Колку тој му е јасно што се случува. Значи не може да се правиме на будали дека претходно на изборите каде што 400.000 будали него му беше јасно. И значи имаше 2 години на агресивна специјална војна, чија што цел беше, А знаеш како се води таа специјална војна? Цел беше да се човек за значи тука сме ние сега. Моментално мозокот на луѓето му е каша. Не знаат што да мислат, буквално не знаат што да мислат. Затоа што тие гледат дека државата се распаја по секаков основ, ме разбираш? И сега нешто е како да ти дат нешто да решиш и се тоа толку заебано што ти не знаеш од кај да почнеш, човече. Значи толку е тежок проблем што не ни можеш да како Александар решил проблемот таков тип? А остави го Александар. Зашо да го оставиме Александар? Значи збораме моментално во демократија. Која е функционалната разлика помеѓу гласач кој ќе го фрлил својот глас и гласач кој што паметно го искористи својот глас? Разликата е колку се двајцата информирани. Да, не е тоа разлика. Апсолутно. Значи разликата е ко прво и прво. Јас знам зошто гласа луѓето што го гласа Заев. Јас сум од центар, од Дебар Мало, јас живеам меѓу тие луѓе. Они гласа знаејќи дека ќе се деси ова што се деси, голем број. Они го гласаа него, затоа што они немаат интерес продолжениот успех и раст и развој на Република Македонија, бидејќи нивниот примарен интерес е да Македонија влезе у НАТО и ЕУ. Они се осеќаат психолошки вознемирени, бидејќи Македонија е исклучена од, што би се рекол, со терминот на католиците не е во истата вера со Светото Светие, што е во Вашингтон. Че Светото Светие, либерализмот како религија на модерната, што има истиснато христијанството. Ама значи тоа нема да речеме некомпатибилно со македонизам. Како не е некомпатибилно? Може да бидеш ти македонист со желба да видиш Македонија во НАТО и во ЕУ. Значи можеше Македонија да има пат во НАТО и во ЕУ, при кој што не мораше да се откаже од сопствениот идентитет и историја. НАТО и ЕУ се институции кои што се повторно ќе речам епифеномени на америчката империја. А америчката империја, ако влезе Македонија и у НАТО и ЕУ, тоа фактички представува подчинување на Македонија на америчката империја. Да не се лажем. Сега, со самото тоа што нашата држава, дека е малце премногу симплифицирање наравно. Не е премногу симплифицирање. Значи, Постои америчка империја. Не се ефектуира како што се ефектуирале старите империи, пое софистицирана. Не се користи класична војна, се користи специјална војна. Не се бомбардираат земјите, туку се покриваат шарени револуции. Ако не успее шарената револуција, ќе ги набоцкаш локалните бандити, како беше направено во Сурија, како што беше направено во 2001 тука во Република Македонија. А ако и тоа не успее, како што не успеа во 99-та во Србија и на Косово,
тогаш идеш со класичните методи, со бомбардирање и со инвазија. Ме сваќаш? И во 2003 во Ирак. 2001 и така се шири, фактички така се шири. Албанците ќе се проширеа и ќе направеа како се вика она што го збораше организирањето и истиснувањето на македонците од нивната територија, пошто така тие се групираат. Разбираш? Значи тие ќе го направат тоа и без америчка помош или тие го, или тоа се случи, значи, заради америчката помош. Америчката империја ги користи албанците како биооружје против народи кои што сака да ги подчини. Беа употребени во 99-та. Во која смисла не сме подчинети на американците пред 20 години, не сме. Пред 91-та не, државава не се викаше Северна, право? Човек, апсолутно не му е битно на американците дали се вика како не е Македонија, битно? Не му е како битно. Не е битно? Битно му е на бугарите и на албанците. Не му е битно на американците. На бугарите и на грците им е битно. И на грците, да. Да не а зошто им е битно на бугарите и на грците? Зошто е битно мнението на бугарите и на грците? Зошто му е битно на американецот? Не му е. Како не му е? Не му е. Па зошто го направила? Значи без тоа, реално гледано не без гледам тоа, јас дека ова има нешто врска со америчко влијание. Имаше врска. Апсолютно. Америка сака да ја внесе Македонија у НАТО, Значи, што ќе рече да ја подчини на еве ти тебе ќе те прашам америчката 100 луѓе империја. имам прашано. Добро. Зошто мораше Македонија да влезе во НАТО? Сите околу Македонија се во НАТО. Зошто баш овие 200 километри тука квадратни, не знам колку се, 20.000 километри квадратни, зошто е битно и тие да влезат во НАТО? Зашто? Значи, Како смеете да не влезете, бре? Вие селјаци сте, не бањати? Човек, значи ова не е малски муавец. Не, малски од интерес на еден воен сојуз. Од интерес ко Од прво и интерес на прво. американците, Со еве, да самото речеме тоа. сакат нешто Кога си империја, кога имаш скоро бесконечни ресурси, не ти се више битни ни пари, ни ресурси, ни стратешки пари. Мада има битни. Македонија има високо квалитетни специјални единици. Ова го имам правено и претходно муабетот. Нашите од македонци. Да, од македонци, ренџери и волци, кои еве сега Стево ги напуни тие единици албанци, што е проблематично. Меѓутоа, овие се единици кои што знаат да се значи, снајдат. Зато НАТО сакаше Македонија, заради единици. Има вредност. Значи, зашто не ми понудија по не знам колку плати на луѓето и да ги префрлати да работат Македонија во, има, не знам, во Делта. они се македонски војници, не служи војник заради плата. Војник служи ради патриотизам. Никој не прима меци ради плата. Има платеници, ама патриотизмот е... Сега ние имаме платена војска, немаме, значи, немаме ние... Доброволна војска. Доброволна војска. Доброволна е војската. И не може немаме више воен рок, ја не сум служил војска. Зашто? Затоа што не сум се ставил у таква ситуација, сакам да земам пушка у рака ја да гинам за Македонија. Ама тој што е член на Арама, ја отиден таму делумно и ради таа работа. Нормално има и финансиски добра кариера е. Јас имам роднини кои што работат во Арама. Значи тоа е кариера. Меѓутоа многу поише пари можеш да направиш ти у другите професии. Зошто токму тоа? Затоа што си патриот. Не се доискажав. Значи, кога си империја, кога имаш скоро бесконечни ресурси, више освојувањето не го правиш затоа што ти треба 200 квадратни километри колку е Македонија, затоа што можеш. Туку затоа што како смее он, види, империјата, христијанската теологија. Како смее он шо? Ние сме после. Како смее он бе да биде надвор од моја сфера на влијание бе? Кои се тие бре таму бре? Да знаеш дека имало такво. Дури еве не сме во НАТО. Еве не сме во НАТО. Значи жари пали амбасадорот на Америка. Што значи дека 2001 Значи амбасадорот на Америка поставил премиери, амбасадорот на Америка речи му кажува на судот како да суди, а не сме дел на НАТО. Значи објективно ние немаме никаква сила, никаков отпор да му дајме на НАТО без разлика дали сме во НАТО или не. Единствена разлика во тоа дали сме ние во НАТО или не е дали ова територија е некако обележена зашто презумираш дека тие будали у Вашингтон што седат, тие ненормални луѓе што си играат империја со светот, размислуваат рационално. Гледаш ли, ја ве пратам америчка политика. Изборот на Доналд Трамп за председател на Америка откри дека вистинската америчка власт, the deep state, е пуна фанатици и будали. Луѓе кои што се мање више убедени дека Америка е светото царство и нејзина судбина е да ги цивилизира нецивилизираните и небањати народи. Зошто мислиш има они влегуваат во Афганистан и целта им е таму они да ги научиме младите девојчиња да ставаат куртон на банана. Влагаме во Афганистан за да ги избањаме небањатите паштуни.
Доаѓаат у Македонија за да ги избањаат небањатите македонци. Легува во Афганистан под претекстот на значи го 9/11, значи нема врска. Добро, ете, 9/11 можеа да влезат да го испердашат Осама Бин Ладен и да си отидат. Што не влегува во, не знам, во Азербејџан, што не влегува. Они влегоа во Пакистан. В 2000 кога го убија Бин Ладен? 2011. Влегоа, го свитка и излегоа. Они влегоа Афганистан, остана 19 години. Поише. Добро, значи сега Не, ти кажувам, они влегоа во Ирак. Отидоа таму да ја шират нивната вера, која што е либерализмот, и нивната империја, која што е американската. Ако не И затоа инсистираат Македонија да влезе у НАТО и ЕУ, затоа што тоа е комплетирање на проектот подчинување на сиот свет под америчка хегемонија и под америчка вера. Ако не гледаме вака од аспект на теорија на заговор, не е теорија на заговор, ова е стварно така. За да ова стварно така треба да има таа мотивација која што ти му ја ставаш така од паметни. Они ја имаат, јас не ја ставам од памет. Значи нема никаков реален индикатор. Постои таква, он не е свесен, како што реков, како се генерира култура. Елитата не е свесна дека е нема елита и емпириски не показатели затоа што тие несвесно тоа го прават. Мислам многу конвиниент е тоа. А вака како нема емпириски показатели? Ако ги показатели? гледаш објективно работите, ако ги прочиташ како зборуваат, они не зборуваат, еве види ги овие сите deep state карактери. Не зборуваат они за империја градење, не зборуваат, они избират ние ќе шириме демократија, ќе шириме човечки права, у името на владењето на правото, сите тие се катехизми на либералната вера. Тоа дури и од тебе го слушам, пошто и ти си либерал, ти си еретик на либералната вера, не се држиш до вашингтонската ортодоксија, ама тоа е верата. Тоа е, веруваме дека историјата е линеарна, дека еволуцијата тежне веруваме во владење на законот и во еднаквост на луѓето. Да, апсолутно. Еднаквост на луѓето. Да. Ти што ми рече дека е функционално ист човек кој што земал пушка и што се топел на халкидики, што викаш дека е функционално ист македонецот и албанецот, ист функционално и македонската групација и албанската групација. Во однос на квалитетот на неговото гласање, тоа е функционално неважно. Во однос на квалитетот на неговото гласање. А иначе во квалитетот на, ако гледаме во однос на квалитетот на колку луѓе ќе отепа, да, тој што има тренинг, ќе отепа поќе луѓе од тој што се на халкидики. Значи тоа е функционално покорисно е да имаш тренинг, ме разбираш? Ама збораме во однос на квалитетот на глас. Сега нема и ти како се вика, значи не ми ги врти поентите, са моите поенти се нијансирани. Цело време дури сме тука. Ти не ја негираш битноста на генетиката, на биологијата, на етничката припадност. Тврдиш што е све култура. Не баре културата дошла, паднала од небо. Културата не паѓа од него. Дошла. Ама сега Културата ја креираат луѓето кога се во група. Основниот мод на групирање е културолошката блискост. Не е битно, ајде нека дошла од генетика, нека дошла од било што. Разбираш? Ама сега е тука е таа и се групира еднаквоста на луѓето, негирање на биолошката реалност, инсистирање на така наречено владење на правото. Ти ми кажуваш мене за законот во Америка, колку е Америка ветената земја или што е сите нивни очигледни цивилизацијски проблеми. Ти ја возвишуваш демократијата или републиката или како ја пишуваш. Сите се тие најлошата земја. Сите се тие освен ако не ги рачувам сите други. Ме разбираш? Сите тие се катехизми на либералната вера. вера. Не можеш ти да земиш несовршенството на америчката држава како аргумент против незината функционалност. Затоа што тоа може Америка не е функционална земја. Америка имаме ние ситуација. Ти не си перфектниот Никола и затоа не си доволно добар Никола. Ја не реков дека Америка треба да биде перфектна. Ја викам една државата треба да има контрола врз својата територија. Америчката држава нема контрола врз јужниот дел од Чикаго. Нема држава која ќе има контрола. Америчката држава нема контрола врз Детройт, градот. Со сите нивни проблеми. Врз тие места имаат контрола црнечките банди. Врз огромни делови од југозападот на Америка контрола имаат картелите. Многу се фокусираме на Америка, не е ни толку битно. Значи, ти си тој што тврди дека Америка е узор за земјите у светот. Јас викам тоа е држава која што е спремна за распад, нефункционална. Која држава е узор за држави на светот? Не Америка, која е? Од сегашниве кои што постојат? Кина. Кина има контрола врз својата територија. Освен на Тајван. Може многу лесно да ја прибави таа контрола. И што не прибави?
Затоа што против стои Америка. Значи нема контрола на цела своја територија. Така, исто имаат проблеми со овие, кажи ги, будистичките, што се... Како се Тибет. вика тоа, Не, Тибет го држи во контрола. Види, Тајван не е територија на Кина, они тврдат дека е. Тоа е као јас да речам Македонија Солун е наш. Ама дури не отидам ја таму со пушката у рака и не ги истерам грците, Солун не е наш. Мислам, нас по правило ни припаѓа, ама не сме држатели. Нема разлика тоа. Како нема разлика? Значи, да не збораме Има разлика, да не пази збораме вака. дека во Кина, значи апсолутно значи не е ни споредливо тоа. Како не е споредливо? Значи во рејте она што го прави Кина во Хонконг. Што прави Кина во Хонконг? Значи застанува и како се вика го репресира народот. Го репресира народот. Да. Тоа не е народ у Хонконг. Што е? Шарена револуција. Да. Добро. Не, ако го видиш профилот на тие што протестираат у Хонконг, тоа ти се баш распрдени деца на буржоазијата, потпомогнати од цијашки и соросоидни структури. Човек тие објективно имаат што да изгубат таму. Што имаат да изгубат? Значи Главното што беше таму, тој законот со кој што мораше да се репатрираат криминалци од Кина кои што се засолниле во Хонконг. Како смее он да репатрира криминалци? Значи нема врска. Значи Да тоа во не тоа во навлегуваме во Хонконг вака. детали за кои што Кина. нема Кина врска, не ни толку е важно. земја безбедна. Значи таму ти можеш да се шеташ ноќе у Пекинг или у Шангај и никој нема да те дира. Кина е земја у подем. Не се толку богати колку што се американците богати, ама брзо ќе ги стигнат. На бреговите се богати. Зошто е Кина во подем? Зошто е Кина во подем? Нешто правилно прават. Шо? Таму имаш таму законот се почитува. Не е точно. Нема Не врска ли е? дали се почитува законот. Се носи Функционално законот. што ја зголеми речи го богатството на Кина? Молим? Што го зголеми богатството на Кина? Изваја Значи, нешто од вака, земја? Они Измислија се нешто? Они се Некоја додатна вредност направена. основна презумпција за функционална држава ти е безбедноста. Они се Оста богатат безбедноста е- бидејќи нема се врска. богати. Значи предходно Кина ја запираше небезбедност. Кинеската историја во 20 век. Море човек, Кина е безбедна 70 години, од таму Не како се 70 вика. години, не. Не. Значи цел Културната револуција нема Цел врска. комунизам. Не. Значи први имаме после ситуација втора сега светска војна Кина беше исто безбедна, како што беше Југославија безбедна. Не. Да се разбере. Значи имаме во ситуација во Кина културната револуција, Друга ми е поента. младите во Кина набуцкани од Мао Це Тунг Од кај влегуваат почнуваат. парите во Кина? Молим? Од каде влегуваат парите во Кина? Ги Значи, дадат од земја. што ми зборуваш Дали тука за додат- парите во Кина, дали- кога како не Кина си ствара немаш додатна вредност? основни податоци за кинеската историја. Ти ми кажеш Оста историјата, денес. како оста историјата? Денес е производ на историјата. Добро де, денес од кај Значи- од земја ги вадат парите. Додатната вредност што произведува. Луѓе ги заработуваат парите Кој му ги плаќа? со работење. Како? Кој ги од кај идат парите што ги заработуваат? Што луѓето? по име, по презиме, платни списоци од Кина Не да бе, ти тоа е во носам. презиме, не бе, не, од едно место идат. Нема врска, на секаде продаваат. Нивна роба Тие сега на да се секаде продава низ цел продаваат, свет. ама од едно место иди, како ти кажам. Значи поентата ми е дека Америка како се вика, подемо на Кина е апсолутно 1:1 поврзан со инвестициите на Америка во Кина. Со преместувањето на индустриските погони од Америка во Кина. И знаеш што ќе се случи? Моментот кога животниот стандард на Кина ќе се подкрени доволно високо, сите тие ќе заминат. Кина нема интринсична вредност. Нема Нема ли? интринсична. Не бе човек, значи ништо не произведува А сама зошто Кина. Кина буквално све произведува на наем. Не. Ме разбираш? Моментот Тоа кога ќе престане некој да беше убара тоа на беше Кина нешто да се вистина до произведе. 2000 година, Што произведува Кина 2005. сега автентично. Huawei телефони. Huawei телефон е копија на Android Alibaba. телефон. Добро, да. Ама се буквално. произведува во Кина. Арно бе нема И врска. е измислен од Кина. Ама И следниот- власничеството е значи, ама знаеш кинеско. како? Следниот телефон што ќе биде измислен нема да има врска со со Добро, речи го, да. со Android телефон. И нема да биде во Кина измислен. Тоа е, знаеш ли што е резултат на тоа? Значи моментот кога Америка Човечкиот биодиверзитет. ќе го смени, Вака, азиските народи се поинтелигентни од белците. Меѓутоа, пошто немаат космополитизмот, пошто го немаат тој космополитизам што не е карактеристика само за македонците, туку на сите бели народи, немаат така кинезите се речи, јапонците се ксенофоби, ама кинезите се и космополити. кинезите се уште поголеми ксенофоби од јапонците. Човек, кинезите се
субстрат од кизне колку различни етникуми. Не, они се 50, сите 56. они се сите хан кинези. Они ги Има кинези, они има ги кинези требат кои што немаат другите. врска со кинески. Они ги требат другите етникуми. Манчу А, и сега. тибетанците и сега ујгурите Сега го ги стиснуваат. Значи да, и јас сум рекол, а етничка националистичка држава функционална е Кина. Да. Со 56 етникуми внатре. Да, од кој што е доминантен хан, а сите други се малцинства. Што е битно кој е доминантен? Како кој е битно доминантен? Од 90 и скоро и кусур посто се хан кинези. И они ја држат сета моќ у државата. Добро, значи... Нивното преживување е фаворизирано, а преживување на други се обесхрабрува. Манчу више народот е истиснат од Манџурија. Знаеме што се дешава со ујгурите, знаеме што се дешава со тибетанците. Okay. Они имаат систем на социјални кредити, да каде што те мерат по патриотизам и национализам, имаш повисок кредит ако си таков, понизок ако си анти. Јас замислувам нешто слично тука за Македонија, кај што еве ние одбојкотираме, имаме највисок социјален кредит, а најнизок имаат луѓе како Масармангето Зоран Заев. Кој ќе го проценува тоа? Еве ќе да, ќе имаш власт како што имаш во Кина. И ќе имаш комисија за тие работи. Леле, нисам катастрофа. Молим? Катастрофа, апсолутна катастрофа. Зашто? Тоа е полошо од социјализам, човек. Зашто? Треба Затоа да што неизбежно треба да се охрабри тие во комисијата нема, значи ги изгубат контакт со реалната вредност на човекот, ако можат уопште некогаш да го имале. Добро. И тогаш ќе почне систем на брат, ова е на Никола Брачев. Затоа нема да се суди за тој индивидуа, туку објективно ќе имаш пооднесување. Ова се случи во Југославија, ова се случи во Русија, ова се случи во, не знам, во Венецуела се случи, ова се случи во Куба. Значи буквално сегде се случи ова. Значи она што јас го знам. Да без оглед на причината зошто. Кина доаѓа од ситуација која прво не е на безбедна 70 години. Значи имаме културната револуција и големиот скок напред кој што се комунистички глупости на Мао Цетунг, од кој што Кина едва и се опоравува. Тек од 80-ти почнува таа обезбеденост. Значи, ајде да завршиме. Целиот напредок на Кина иди од степенот на прифаќање на капиталистичките политики. Добро. Не се вкуп, не се многу, али тие што ги прифатиле. Предуслов. Речи го Предуслов. Тие се единствената причина предуслов за прифаќање на делотворни пазарни политики е безбедност, која што ја нема во Кина, а денес ја нема во Република Македонија. Пошто еве гледаме секој ден престрелки, колежи, а безбедноста најлесно се прибавува со етничка хомогеност. Значи, многу е полесно да имаш ти безбедно етнички хомогено општество, него во мултиетничко општество. Дај пример. Како дај пример? За безбедно етнички хомогено општество. Норвешка. Моментално. Мислам што има врска со Норвешка. Норвешка кога беше етнички хомогено општество, прво, беше безбедна. Не се етнички хомогени тие. Значи Норвешка има голема наречиме население што етнички речено е швеѓани. Тие етнички не се рачунат тие како колку се различни швеѓани со норвежани? Колку се различни македонци со бугари од има значителна разлика. Така. Ама не е проблемот, значи, не се тука не се види. Не се 12%, не се 12% тука бугари, 12 со претензии на кај 20. Не се бугари. Туку едно многу поразлично население од нашето. Можам да прифатам дека како се вика дека скандинавските земји се по Шведска беше по-расно чисти се, ама дека се поетнички чисти во смисла на етникумите како овие модерните денешни етникуми, како што сме различни, на пример ние со бугарите, со србите, со не знам со значи тоа е вака Шведска кога беше етнички хомогено општество 76 години, беше безбедна земја до тој степен да немири у Шведској беше виц. Сега кога е мултиетничко општество, кога се увезува сомалици и секакви во Шведска, имаш секој ден по кој знае колку гранати експлодираат у Малме, огромни делови од Штокхолм и од Гетеборг и од Малме, све тоа миграција, да. Значи никој не е тоа прашање на неконтролирана миграција. Никој не е про тоа, да се разбереме. Значи не може логичен аргумент. Ја имаме тука ситуацијата аналогно на тоа територијалната поделба. Кога беа градовите македонски,
Кичево, Тетово, кој сакаш, и под македонска Ама, човек, контрола оти го- на локалната власт и Ама во немаме управна ние форма. несогласица таму, бре, човече. Немаме ли тоа несогласица беше- у Кичево? Тоа беше, немаме јас и ти несогласица во факто дека територијалната поделба што беше направена беше отстапка на македонскиот етникум према албанските. Нема да речам ни албанскиот Сега етникум. ќе речам, Ќе речам отстапка на Јас македонската сега ќе политичка речам каста дека кон губењето- албанската политичка каста, која што јас од оваа гледна точка не сум уверен дека е. Значи јас вака би рекол, албанската политичка каста е толку верен представник на албанскиот народ во Македонија, колку што е македонската политичка каста верен представник на македонскиот народ. Еве ти кажи ми моментално на политичката сцена, дали се моментално на политичката сцена кој е твојот политички представник? Јас Кој те е политички прашувам представник тебе. во Македонција, ти ќе го представиш Дали мислиш твоите? дека во Македонија се албанците спутавани? Дали им се осуетует интересите културни, Денес репродуктивни? Не. Денес не. Не. А дали мислиш македонските интереси се спутава? Апсолутно. Значи, мислам, некој има кој што треба представник, некој нема. Ја не се осеќам да имам момент. Чекај. Не, ти са, значи друго ми збора са ти. Ме прашуваш дали мислам дека албанците се добро политички представени од дивите Те партии? прашувам дали Ќе речам не. Дали се спречени у остварување на нивните интереси пред све нивните биолошки, права? економски интереси? Добро, не се. Не се. А дали мислиш дека македонците се спречени у остварување на нивните интереси? Значи после 2016 да. Јас би рекол после 2001. Нема врска, не. Фактички ја би рекол и после 1944. Мислам дека отстранувањето на Ченто и Брашнаров и на сите тие македонисти, да, е онакво директен напад врз македонската нација. Меѓутоа, објективно, значи објективно, може така да се толкува. македонската нација Објективно беше понижена и обесправена. Рамковниот договор е чин на обесправување на македонецот, на понижување на македонецот, а возвишување не се на славам. албанецот, Не се на наголемување на статусот на албанецот, намалување на, значи ти го поддржаш Не се рамковниот? славам. Не го поддржувам, ама не мислам дека беше. Мислиш дека понижување не на е македонецот. пречка за нормалното функционирање на македонската нација? Не мислам дека е пречка за нормалното функционирање. Значи, тоа што на македонецот му се ускратува правото да има целосна контрола врз институциите на неговата држава, Не се ускратува со рамковниот договор целосна контрола. како? Како беше она најмалце 25% да бидат вработени 20. у администрација, колку и да се таму Добро. проценти. Океј. Како тоа што не смееме да спроведеме, како се викаше, попис на население од 2002. Чува врска рамковниот договор. Како нема врска? Бидејќи рамковниот договор пише дека не сме рамковниот договор го врза рамковниот- застапеноста, правичната у наводници застапеност Суштината- со процентот од населението. Суштината Ако на случајно се рамковниот договор- открие вистинскиот процент на албанци во Македонија, колку е таму 12%, Стварно и нема да они важи. Така, добро. И затоа не смее да се спроведе цензус. Што значи дека ни албанците не мислат дека рамковниот договор е толку супер за нив, така? Во инаку ќе се Да, го они би спроведе, сакале така? да се 100% од администрацијата без оглед на бројот. Значи суштината на рамковниот договор Што значи, е види, слушај, тоа што и спречи албанците се мајоризација, незадоволни, не само на на македонците врз албанците, туку и на албанците врз македонците. како тоа спречува како спречува Со тоа што гарантира дека во места каде што имаш преголема диспропорција на население, се гарантира репрезентативност на населението. И тоа нигде не е напишано дека 80% се македонци, 20% албанци или 20% македонци или 80% албанци. Што е случајот на пример во Тетово. Значи рамковниот договор исто како што го штити да речеме албанецот онаму кај што е тој 20% во единицата на локална самоуправа, исто го штити онаму кај што македонецот кај што тој е 20%. Ако е спроведен како што треба. Проблемот со тоа е дека како со сите други работи во Македонија, не заради албанците, не заради македонците, туку заради суштинското неразбирање на цивилизацијската придобивка на владење на правото и еднакви човекови права, не се спроведуваат законите. Затоа што во Македонија е важно чии си ти, кој си ти, разбираш, Па а не е важно
Па нормално Шо- дека е шо е важно тоа? чив си ти. Апсолутно, разбираш. Мислам апсолутно. Како, зашто би било што важно освен чив си ти? Мојот, кој што Единствено викам, што треба да видиш, биолошки, важно е дали си- генетски интерес. Фактички дали можеш ти да покажеш дека си во право и во исполнување на законите или не. Само тоа треба да е важно. Не е нич битно чии си. А што е целта на бидувањето у право и исполнувањето в закони? Зошто јас сакам да Бидување бидам на- у право? Зошто сакам јас да го почитувам законот? За да живееш во цивилизација, за да има држава, како што правевме Муавет. Океј. Иначе може да укинеме државата и сега ако сум јас Значи, поселен од тебе ќе тоа те помега тоа. Да. Значи ние имаме. Меѓутоа, значи јас да се потчинам на државата, тоа значи да ги почитуваш, да се потчиниш на државата. Да не си више ние на пример Да се потчинаш на државата. во правото зимањето на правдата у своји раце, значи сега ти мене ми дужиш пари и доаѓам јас те тепам, ти ги зимам парите, тоа го викаме самовластие. И е забрането. Зошто? Меѓутоа самовластието во класичната, нели, секој од нас има власт, кој што може да ја применува со тупаница. Зошто јас се откажувам од мојата власт, од моето самовластие, за да имаме цивилизација. Значи цивилизацијата е тоа Знаеш што зашто? Затоа што имам последен од тебе стално. можам ја и да се бијам со него и он да ме убие или ја него. Значи, Не е битно. Ти не си Зошто- ја предаваш твојата сила. Туку бараш заштита за она сила што е посилна од тебе. Значи Разбираш? тоа од И во принцип, во вистинска правна држава, кај што владат законите, еднаквоста на граѓаните ја гарантира државата. Репресивниот апарат на државата ја гарантира. Без разлика дали си ти појак или јас појак. Значи, законите кажуваат дали ти постапив по законите, дали јас постапив. И нудат единствен начин да се утврди кој ги прекрши законите и тој ќе си ги сноси последиците. Така? вака. Јас се согласувам да ги почитувам законите, бидејќи е у мојот поширок интерес да имаме цивилизација кај што се почитува законот, така? Мојот интерес е врзан со мојот дарвинистички успех. Значи, дали јас ќе успеам во мојот план да се плодат и множат моите деца да ја наполнат целата земја, библиски кажано. Оној момент, кога државата почнува да дава знаци дека не ме фаворизира мене, односно Не треба да фаворизира фаворизира. некој, Не како треба да не треба фаворизира да никој. фаворизира. Дека покажува, зашто е ова сакаш Македонија? да кажеш, ова сакаш да кажеш. Зашто е Република Кога покажува Македонија? знаци дека фаворизира некој друг. Тоа сакаш да кажеш. Државата не може да биде неутрална, секогаш е за некого, а против некого. За тој што ги почитува законите, против тој што не ги почитува. Многу просто е. А не Тоа е- заради тој, Тоа е заради ако некој посреден човек. председател и полицаец и судија е компјутер. Меѓутоа не се компјутери, председатели и суди и полицајци. Туку луѓе. Добро. Луѓе со интерес. И затоа е подобро да бидеш владеен од некој што има генетски афинитет спрема тебе, некој што е етнички од твојот етникум, бидејќи негов интерес е не само себе да се пролиферира, туку и тебе да И те како пролиферира. во таква ситуација ќе живее некој што не е генетски од Тешко. Ќе живее како уигур во Кина. Ќе живее како, не знам, како се вика, кореанец у Јапонија. Ќе живее како... Ќе живее тешко. Сите овие ти што ги кажуваш, како се вика, Ако држави, не ќе да живее сите тешко, мислам, треба да се иде таму каде што се неговите. врати се од кај што даеш. Вратиш се од кај што си дошол. Мислам не разбираш дека ова е многу регресивна филозофија. Регресивна е за тебе бидејќи ти си верник во либералистичката религија. Јас не сум од таа вера. Не е тоа либералистичка религија, тоа е либералистички емпириски докази. Што има емпириски докажливо тука? Во тоа што го зборавме дека објективно најуспешните земји се оние кои што ги упражняваат овие политики за кои што јас зборам. Ајде, Кај што не е битно јас викам генетски. тоа не се успешни земји. Добро. Значи, Америка ти не е се- една место да. што е анархотиранија, каде што не смее да се писне против криминалецот, а Нема поштениот успех. граѓанин е Мислам, газен под леле, нозе. нема Тоа успех. важи и за Македонија. Добро, ај, Тоа важи дури и за една емиграција има во Кина. Ај вака да збораме. Ај добро. Никако. Ај, не, оти неодаците во Кина да живеат. Ако е Затоа што толку не ги супер. пуштаат.
Значи како мислиш не ги пуштат? Така, они сакаат да го одржат Можеш карактерот на земјата таков каков што е, кинески. Карактерот на земјата е под Знаеш ли 2 милиарди жители се. Да, са тие ќе примат, не знам, 100.000 странци, ќе се смени карактерот. Мислам глупост. Они имаат Зошто вак, објективно? они се и да не ги примат тие. Вак. Зошто? По прво и прво, Значи во Америка не ги имам многу примале, луѓе. човек. Значи во Влезот во Кина, влезот во Кина е ограничен. Влезот во Кина и е луѓе пак се појавува со бродој на брегот. и ги враќа. Некој ги враќа, некој успеа да влезат. Оти немаме армија на луѓе што пробват по секоја цена да влезат во Кина. Значи, кинезите ко прво и прво имаат контрола врз своите граници и не може мексиканец да се прошверца во Кина. За разлика од Америка. Мексиканец, ама може било кој друг. Од комшиите нивни. Не може. Значи, знаеш зашто имат контрола над нивната граница? Еве вака да речи. Македонија има контрола над својата граница, не може да влезе кој сака. Не може да влезе кој сака. Сигурен си? Затоа што никој не ќе да влезе бречавач. Сигурен ли си онда зошто 2000-та и 2001 дојде цело УЧК тука ако имаме контрола врз границата? Затоа што таа граница помеѓу Косово и Македонија, тоа е значи комплицирано е, тоа беше дел од не. Чекај малце, значи ми се избацуваш со овие луѓе и ги отфрлаш емпириските. Луѓе сакаат да влезат во Кина, сакаат да одат да работат во Кина. Кина не ги отвара своите граници и својот пазар на труд за сите. Отворени се за некои руси, отворени сега се за некои срби. Сега се имплементираше нова политика со српски пасош да можеш да одиш во Кина и без виза, да им го упростија процесот на вработување и многу срби сега идат да предаваат енглески јазик и други јазици во Кина да работат во Кина. Поќе срби во Кина емигрираат отколку во Америка. Значи луѓе идат таму како гастарбајтери. Значи будали се србите, што нас иде во Кина. Кина не дозволува да имигрираш ти во Кина. Добро да, еве и Америка не дозволува, значи има процес. Америка дозволува. Значи има процес. Значи ти можеш ќе извадиш зелен картон таму. Не можеш ти да се природиш во Кина. Можеш ти да работиш, ама не можеш да се природиш во Кина. Не е битно. Значи и кинезите нема да ти дадат социјално. Америка има енормна социјална држава на која што можеш да се закачиш. Англичаните сакаат во Америка да заминат. Што е проблем? Зошто? Ненормално имаат енормна социјална држава во Америка. Значи во хиерархијата на кај мене не чини сакам додам на поарно место, Америка е на врвот. Луѓе идат таму кај што ќе ги примат. У Америка ги примат, у Кина не ги примат. Не, ова ти го кажам. Без пасош ги примат, што не оциде таму. Што брат во Америка? Значи идат Срби во Америка, идат срди и работат во Кина. Идат руси поише во Кина него во Америка. Не ја тупиме работава. Значи ти мене ми кажуваш дека Кина е тиња земја, дека била безбедна 70 години. Релативно на Америка. Ми ја величаш Америка не баре е ветена земја што е за либералистите, за луѓето од твојата религија. Меѓутоа не е за ние што сме објективни и што припаѓаме на други религии. Како не сум објективен? Затоа што кој ќе те соочам со објективните показатели која е ситуацијата сега. Значи тоа што некој сака да отиде, еве јас тоа е еден аспект. А па кој е другиот аспект? Што има објективно добро у Америка? Значи што има добро у тоа да немаш контрола врз градовите, врз границата, да е администрацијата у револт? Не го предимензионирам. Тоа е енормен проблем во Америка. Америка има енормен безбедносен проблем. Нема врска. Овие работи што ги кажа се неколку, значи 5-6 хотспота што немаат врска со фундаментален проблем на Америка. Како нема? Кој е фундаменталниот проблем на Америка? Нема ли? Значи тоа е држава која што е теоретски идеална, само што у пракса промашена, така? Не, значи имаат многу проблеми. Добро. Само сакам да ти кажам дека со сите тие проблеми, како го објаснуваш ти тоа што управниот целокупниот државен апарат е отворена буна против председателот. Човек, значи не ти викам дека тоа не е проблем, е проблем. Разбираш? Ама тоа не е ситен проблем. Тоа е проблем од колосални. Колку тебе потоа еве ти си директор. Еве ти си колку е тебе Кина нема политика. Владеат комунистите толку крај на муавето. Така. Колку си ти запознаен со, не знам, класичните социјалистички глупости, чистки, апаратчици, превирања, вамте онамте. Колку си запознаен со тоа во Кина? Значи ти немаш ни видливост на тоа. Значи ти емпириски не можеш да тврдиш дека, значи од твоја гледна точка ти не можеш да тврдиш дека Кина има влада, пошто не знаеш што прави таа владата. Знам точно што прави таа влада. Апсолутно не знаеш. Значи тебе CNN и Fox News ти вршат директен пренос од буквално, не знам, прднал Трамп.
Ме разбираш? А од Кина не знаеш ништо. И sad ти се поставаш како да можеш да збораш за Кина за нема што да проблемите се на знае. Америка и проблемите Кина на не- Кина од еднакво гледна точка. Нема што да се знае кај Кина. Што е убавината на кинескиот систем? Може Ши Жинпинг Нема да, што да да ја се знае, фати, човече. да ја фати цела комунистичка партија за уши, да ги испозаколи и да ги замени со кокошки, тоа нема да го смени функционирањето на Кина. Затоа што тоа не зависи Немаш видливост во тоа. кинеската. Ама не можеш да го тврдиш тоа, пошто не знаеш. Како не знам. Ти знаеш што се Знаеш проблемите ли со Америка, колку- знаеш зашто? знаеш Затоа ли што Америка колку- има демократски медиуми кои што можат што сакат да кажат на телевизија Добро. и ти тоа да го слушниш Добро. од Македонија. Преку интернетот што Америка ти го донесе. Ме разбираш? И сега и ти застануваш и кажуваш дека, абе, ви Кина е поарна, земи од кај шу. Буквално не можам ништо да дознам од таму затоа што буквално ќе го тепат човек кога го каже нешто како што треба, што не е инлайн со официјалната партиска политика. Разбираш? На интернетот што тие како се вика, тешко го регулират да било што влегва и што излегва од него и сега некако се преправаме како да можеме да правиме еднакво муабет за Америка и за Кина. Ја ако ги спомнам, Ви, јас ке речам на ја ако ги Марс е спомнам, идеалната држава. ја цел денес, Од кај зеши на Марс цело има време, одлично, супер живеат во Марс. зашто тврдиш дека ништо не се знае за Кина? За Кина знаеме све што е потребно да се знае. Ако Не, јас одам, не е точно ако за јас сакам Кина, да знаеш ли влезам у колку точно Кина, ти е дозволено да знаеш. Ме разбираш која е разликата? Значи нема цензура во Америка. што е сасвим... врз- Како нема цензура во Нема Америка? възможно ти што можеш да го знаеш. Значи, Како во Америка- цензура? Човек, Во ти Америка, јас ако ги изнесам сите овие ереси против либералистичката вера, Како дека како на пример дека луѓето се нееднакви, Добро. дека интелигенцијата се наследува Така. генетски, дека однесувањето се наследува генетски, Полу дека луѓето го прават во Америка. тоа и тие луѓе Добро. ги бркаат од работа, Добро. им забранува, им се негира пристап до интернет, до банките, Не, значи дека им се негира. како пристап. им се негира Не пристап можеш до во Америка интернет? да му ги негираш пристап до интернет на некој. Како? Значи можеш да не му платиш, можеш да го отпуштиш од работа, не можеш да му Значи, негираш пристап. зборувам луѓе. Сите се тие на YouTube, човече. Мојот Сите се на YouTube. Како му е? сите се истерани од YouTube. Арно бе, нема врска. На Сите се истерани од YouTube. 300 на Мојот, GEPS, не е мојот битно. уредник што е на Counter Currents му се одземени сите банкарски сметки и он не може више да прима пари преку кредитни картици затоа што е лажно обвинет дека Што не се пресели во Кина, бе, брат? Од таму нека работи. од таму може комотно да се работи. Е, па нека се пресели утре. Оти тоа не го прави. Голем дел од ХБД сферата, луѓе кои што дискутираат човечки биодиверзитет се више преселени во Европа, голем дел идат и на кај Русија и од Русија можеш да го правиш тој муабет, а некои го прават и од Кина. Главните Една студии, работа е главните платформи. студии YouTube е приватна фирма, нејзина работа дали тебе ги дај платформа или не. Приватна фирма е. тоа. YouTube Океј, е приватна една фирма работа е која платформа. што е поддржана од америчката Ти- власт. ти, брат, Google е проект на DARPA, на Пентагон, да не се во лажеме. Кина, ти можеш да мислиш дека во Хонконг се е шарена револуција, ама речи го реално ги тепат луѓето. Значи реално вади пушка и го тепа. Добро. Ме разбираш? Значи не го деплатформира, не одбива да му дава пари, буквално го тепа, ме разбираш? И Добро. сад не можеме да направиме еквиваленција меѓу тоа, разбираш? И сега ние некако пак ќе кажам, Разликата не е, можеме да види, се преправаме дека имаме ниеден од еднакви информации. дисидентите у Америка не дигнал рака на полицаец, не дигнал рака да тепа, да крши. Ја не сум чул никој у Америка. Од сите тие што се Човек. деплатформирани и што им е забранет пристап до финансискиот систем, значи он не може сметка у банка да има, не може да регистрира веб страница, пошто регистрарите го бркаат. Приватни фирми се чајачи. Приватни фирми кои што се поддржани од државата. Они имаат директни или индиректни субвенции. Значи тие се повторно епифеномен на владеачката класа. Јас не гледам разлика меѓу YouTube и државата. Тоа се институции. Едната се бави со мавање ќотеци, другата се бави со видео хостинг. Ама функционално тоа се мање више истата хиерархиска ствар. Можеме, значи добро е, окей. Значи убави наслика сликата за дисидентите Меѓутоа во Америка. овде Насликајме правиме сликата за муабет. дисидентите во Кина. Овде правиме Молим муабет те. за луѓе чии што едини злостор е се посомневале у Се валидноста слагам. на либералистичката Се религија, слагаме. почнале да зборуваат 100% за се слагам човечкиот со тебе. биодиверзитет. 100% се слагам со Јас тебе. оваа дебата Дај ја ми- правам тука под ризик ја да изгубам моја екзистенција затоа што сум дошол да зборам против Северна, против Добро, не сме до таквото. таму, не сме до таму, али да речеме. Ти ја Ама сваѓам еве, поентата. доаѓам и викам, албанците Молим те, не треба да нацртај- бидат нацртај на ми исти профил простор на со кинески- македонците. Нацртај ми профил на кинески дисидент. Кинески Пошај дисидент. ми нацрта. Овие во Хонконг. Иде со Не се лаки тие стрела, дисиденти. пука Не се тие во дисиденти, во не се полицаец. тие, не се тие А што дисиденти. сте?
Не се, Хонг-Конг беше автономна покрајина беше и сега Па таму не ги тепаат кинезите? Кина реасертира контрола над неа. Добро. Збараме дисиденти во Кина, мейнленд Кина, не в Хонг-Конг. Си слушнал за некој? Слушнам за профилот. Има, работаат дали западни можеш да кажеш новинари, име на западни некој дисидент новинари кинески? прават... Зашто? Отие негде умрен, закопан под не знам колку Не се бетон. умрени закопани. Не знаеш. Системот Не системот можеш на да знаеш ти. социјален кредит, Пошто во Кина не може тоа да излезе. Значи во Кина може човек слободно да го снема. системот И на можеш ти социјален слободно да го- кредит е не многу разбираш. елегантен во Кина. Не мора да те убијат и да те закопат, туку едноставно малце по малце губиш дел од своите граѓански права Те деплатформира. у оној степен у Мол- кој што си закана Значи, за молим те- режимот. Значи молим те дај ми име на еден кинески дисидент. Тоа нема голема разлика измеѓу Америка и Кина. Мојата Со поента таа е разлика дека тука е разликата. што кинескиот систем е формален. Знаеш кои се правилата и можеш ти да се клониш од правилата. Не можеш. Како не можеш? Не можат кинезите колку сакат да излезат. Можеш да се Значи, кинезите придржуваш се- до правилата, кинезите знаеш се кои објективно се. заробеници во нивната сопствена држава. А ние не сме. Зошто сме? Во мојот пасош шо пише? Република Македонија или Северна? Добро, не во таа смисла. Јас не ја барам моја слободата да Океј. идам по џадињата по белиот свет. Јас ја барам таа слобода да јас бидам македонец, Сите да ја бараме живеам таа слобода. меѓу македонци во македонска држава, во држава карактеристична Тука се за славам, македонскиот народ, чија што претежна цел ќе биде обезбедување на опстанокот на македонскиот народ. Добро. Нешто што не може да се Не постигне, слагаме не, мислам, апсолутно се слагаме за оваа поента. Само нешто да се што слагаме не со, може да се алатите на кои се постигне, нешто што не може да се постигне така што ќе се еквивоцира меѓу македонскиот и албанскиот народ, бидејќи тие се два спротиставени племиња никој кои не што вика си дека треба да конкурираат за контрола на просторот. значи никој не зборат да се